дали треба да стои на вратата забрането за роми, црнци и кучиња или не е битно. Се извинуваме дечки, но за цигани внатре место нема. Ми се јави лесбијка, чија партнерка беше цела ноќ на интензивна нега. Има некои правила во однос на метадонската терапија, која не држи никаде, а тоа е дека над 120 мг не може да се дава повеќе терапија. Тоа е донесено на основ на некој договор помеѓу експертите кои работат на тоа поле. Инаку во сите акти светски и во сите, дори во нашите протоколи македонски, кои се за имплементирање на метадонската терапија, стои дека дозата се одредува индивидуално. Јас веќе повеќе од година и пол дена не можам да остварам право на одредување индивидуална доза. Тоа ги руши сите постулати на тоа зошто е воведена метадонската терапија. Значи, што ми се одзеде работата. Ако ти кажам дека можете да замислите, јас од 30 години основач сум на фирмата, јас на моето биро немам компјутер. Значи, го имав, сега го немам. Значи, ние сите у фирмата имаат мобилен телефон, на што околку се работи, јас го немам. Значи, почна да се работи кријат, да се разговара тајно, да се шушка, да се... Не ме викаа више не состаноци за на тоа, а јас ја водев големата продаја. Случајно се погодивме во еден ресторан во Скопје. Онака, спонтано отидовме и спонтано си седевме, нели, си јадевме што и да е. Како одминуваше, да речам, времето, приметив една многу чудна ситуација. Значи, дојде детенце ромче, малечко, со братче или сестриче, не знам што беше, од прилика да имаа негде, што знам, околу максимум 10 години. Си купија сладолед и фино, веројатно знаејќи си дека секогаш се бркани или дискриминирани на било кој начин, си појдоа во ќошот ресторанот, си седеа нормално, си го јадеа сладоледот и не правеа, значи, никаква гужва, никаква галама. И дојде една од продавачките кој што работеше во ресторанот и ги избрка, практично ги избрка. Кога дојдов во Скопје, се вработив и започнав еден нов начин на живење. Подинамичен, кој што бара и мое помасовно, значи поактивно ангажирање. Тоа е наметна потребата да се стекнам со возачка дозвола. Во таа насока се соочив со два проблеми. Првиот проблем е дека во нашата држава граѓаните, вклучувајќи ги лицата со хендикеп, немаат можност да полагаат со автомати кола. Исклучиво имаат можноста лицата со хендикеп да се стекнат со возачка дозвола, меѓутоа на кола која што има рачни команди. Дискриминација е секој разликување, исклучување или нееднакво постапување кој има за цел или резултира во одневозможувањето во практикувањето на сите права и слободи. Односно, дискриминацијата практично значи ставање во понеповолен третман на едно лице во однос на друго лице во иста или слична ситуација. Ми се јави лесбијка, чија партнерка беше цела ноќ на интензивна нега заради шеќерен шлок. Она, заради тоа што не е неизина партнерка, односно никако официјално не спаѓа во неизино семејство, не можеше да добие информација дали преживеала, а камоли пак да ја посети. И среќа што докторот беше многу отворен и даде пропусница и рече дека може, меѓутоа законски он не смее да ја даде и не требаше. Многу луѓе ме прашуваат после тоа, па зашто не излажала, зашто не рекла дека е братучетка некоја или нешто. Меѓутоа тука веќе се отвара другото прашање на хипокризијата во која живееме. Дали нас оваа држава треба да не прави лажговци и криминалци? Заедно, јас и моето друштво, сакавме да присуствуваме на концертот на познатата ромска звезда од поранешните југословенски простори, Џеј Рамадановски,
кој што одржуваше концерт во еден од скопските локали. Заедно со друштвото бевме спремни таму да одиме, меѓутоа на влезот бевме спречени од обезбедувањето на кафулето, кој што во почетокот причина за тоа што не ќе да не пуштат беше дека во моментот во кафулето има премногу луѓе, така што нема место. Меѓутоа по извесно време, чекајќи ред, видовме дека лица кои што беа позади нас беа пуштени и се разбира и иритирани од тоа, прашавме обезбедувањето која е причината зашто ние не може да влеземе и чекаме а додека останатите кои што стоеа позади нас слободно влегува. Обезбедувањето по консултацијата внатре со некои од собствениците на кафулето излезе и ни пренесе дека се извинуваме дечки, но за цигани внатре место нема. И покрај постоењето на квоти, кои што до некаде го ублажи процесот, односно проблемот на дискриминација на жените во Република Македонија, повторно ние на национално ниво имаме само 30% жени избрани во парламентот и на локално ниво во локалната самоуправа само 27%. И згора на тоа, од 84 општини и градот Скопје 85 локални самоуправи, ниту една жена градоначалничка. Субституционалната терапија е нешто што во светот најчесто се споредува со инсулинската терапија, односно она што мене сега ми се случува во моментот е тоа дека не добивајќи доза над 120 мг е исто како на диабетичар да му кажете дека не може да добие 5 единици инсулин, односно ќе добие 2 и може да умре, да настане диабетичен шок, заради тоа што не може да му се даде толку што никаде не стои, значи ќе му се даде толку што му треба. Тоа е основата на сите терапии, тоа е основата на сите лекарства. Они ти пишуваат на крај на месецот само ќе добиеш исплатната листа и на крај таму ти пишува да кажеме 56 сата неоправдани. Немате никакво објаснување. Ни зашто, ни како, ни кога. Другиот месец 49 ќе ти направат, или 40, не знам колку, па 39, или се така се вратат. Значи, секој месец вие губите од личниот доход по негде, јас конкретно сами не зборам, јас губам негде по 8.000 денари. Лицата со хендикеп на некој начин се принудени да развиваат дополнително вештачки вештини и осети на другите екстремитети за да можат да управуваат со возилото. Имајќи во предвид дека мојата друга нога е целосно, односно наводници нормално функционална, законската регулатива, правото која што го нуди, ми го дава ова држава, е тоа дека јас исклучиво морам да ги развивам вештините на моите раце, а не осетот за управување на колата со функционалната нога. Тие заедно живееа веќе 5 години, а втората година од нивното заедничко живење, нивните родители дознаа дека они се лесбеки, дека не се цимерки, дека не се само другарки, туку дека се во суштина една нова заедница во која они се пронашле себе си. Незините родители ги прекинаа сите контакти со девојката. Во прв момент бев шокирана од состојбата што се случи, што ја видов. И во вториот момент појдов и ја прашав зошто ги избрка. Незиниот одговор беше нели дека тоа било лоша слика. Ги вративме децата, тоест јас на моје инсистирање ги вративме децата. Со тоа што направив така малце една незгодна ситуација, направив еден инцидент таму со шефицата, значи пробав да добијам информација зошто се децата избркани, значи која е нив политиката на фирмата, дали треба да стои на вратата забрането за роми, црнци, кучиња или не е битно. Времињата се менуваат, состојбите не. Од обезбедувањето ни беше одговорено дека тоа е политика на кафулето и дека во вакви кафулења не пуштаат роми, односно цигани.
како е можно да не пуштате роми или по нив цигани, кога внатре ром или по нив кажано циган ви пее. Многу интересни се резултатите кои што се добиени во Евробарометерот, како компарирани со она што представуваат резултати во земјите членки на Европската Унија, така и воопшто на ниво на Република Македонија како едно генерално сознание. Она што можеме да го видиме е дека дискриминација постои, дека луѓето на едно површно декларативно ниво се прилично свесни за постоењето на дискриминација по различни основи, дека одделни облици на дискриминација едноставно е многу тешко да се перцепираат. Ми беше речено, ние ги бркаме тука затоа што тоа не е убава слика. Јас ги прашав дали тоа значи дека ако моето дете сега во моментов, да речеме, пристојно облечено. Меѓутоа, ако моето дете се случи да е полошо облечено, значи ако ги луѓето класифицираме според тоа како се облечени, значи може да се случи моето дете или било кое друго дете да биде на тој начин избркано од ресторанот. Кога се работи за препознавање на дискриминацијата или себе перцепцијата, самодоживувањето во тој феномен, често пати наоѓаме на еден така наречен NIMBY ефект. NIMBY е кратенка од она англиското not in my backyard, што би значело не кај мене дома, не во мојот двор. Тоа прави луѓе кои што генерално се за човекови права, за почитување на другите и кои што немаат никаков проблем со тоа, кога прашањето дојди блиску до нив во нивниот дом, тие скрос се менуваат како доктор Джекил и мистер Хайд. И одеднаш човек што во никој случај не мисли дека е дискриминатор, сосем отворено се изјаснува дека не сака во неговото семејство да му дојди зет или невеста со хендикеп. Истиот е многу против до него да се населат, да има сосед, значи корисник на дрога, или никако не би бил задоволен на работа шефот да му е ром. Ајде, ви не спиете, нервозен почнав да станувам. Не сум давно почнав желудник да ме боли мене, не сум имал проблем со желудник. Сега пијам почнав по 3 апчиња да пијам за смирување, по 3 хелекса пијам. Кога гледате дека ова е очито, некој си игра мајтап, едноставно тоа е не да е мајтап, него ова е труење, некој е, знаете, подобро да се разболите од срце, да се болни, него вака секој ден некој да ве. Лицата кои употребуваат дроги се дискриминирани по повеќе основи. Вака актуелни, да речеме, се право на лекување, значи неможност да се оспори лекување, дали се работи за абсцес, рана, третирање, дали се работи за хепатит С, друга заразна болест. Идејата е да со одредена терапија ти се вратиш и нормално почнеш да функционираш. Ако не можеш да најдеш вработување, значи дека сето тоа пак паѓа во вода. Се трудевме да изнаоѓаме некои начини ова да го расветлиме и да го прошириме низ медиумите. Ни помогна голем број на пријателски невладини, македонски и ромски невладини организации. Немавме институција, немавме место каде што би се обратиле за помош или решавање на овој проблем. Бидејќи бев многу вознемирена од настанот, во ствари мене тука најмногу ме изнервира, ме изиритира тоа што во истиот момент кога го видов тоа, јас уствари осетив дека немаш каде да се обратиш за таков случај. Значи немаш ти институција каде што би можела јас тоа да го пријавам, да се санкционира тоа на ваков или онаков начин. Доколку утре одлучам да се стекнам со возачка дозвола на кола со рачни команди, ќе се соочам со неколку проблеми. Првиот проблем е тоа дека на возачката дозвола ќе имам штембел на кој што ќе пишува дека лицето е НН, значи потребно е да управува кола со рачни команди, а
доколку набавам нова кола со автоматик, во тој случај доаѓам во колизија со самиот закон. Законот е само проформа ради, но тие не можат да го искористат и дали тоа не значи дискриминација и покрај постоењето на законот во фактичката состојба. Не секогаш нееднаквиот третман е дискриминација. Природата на работното место, например рудар, пилот, балерина, бара одредена возраст или здравствена состојба, а понекогаш пак наследството на минатата дискриминација бара афирмативни мерки или така наречени, добро познати кај нас луѓето, е позитивна дискриминација. Пример, квотите кај ромите во приупис на факултетот. Би спомнала и некој условно кажано беневолентни облици на дискриминација, како што е дискриминацијата на лицата со хендикеп, кон кој што употребата на заштитни механизми не се перцепираат како дискриминација, или изолирањето на постарите граѓани од јавниот живот, кое што исто така не се перцепира како дискриминација, или дискриминацијата врз основа на пол, значи разликите меѓу жените и мажите. Полицијата, односно службениците од МВР, кои имат 40 години навршено мажи и 35 години жени, можат да одат во полна пензија со 80%. А вие знаете, во други закони е уведено рече во законот за служба во армијата, луѓе одат со 25 години пензијски стаж и примат само 65% пензија. Значи, тоа е веќе дискриминација. Човек како се декларира дека е на метадонска терапија или ако каже дека во својот живот има проблем со употребата на дроги, за него сите врати се затворени. Ако постоеше законот за заштитата на дискриминација, мислам дека немаше да се случат овакви проблеми. Ке беше многу полесно и тоа не само за мене. Кај омбудсманот сакавме да се обратиме, но со оглед на тоа дека омбудсманот нема ингеренции и надледности во решавањето на такви случаеви, не беше и решен и овој случај. Не видов нигде никаква реакција и тоа ми создаде така една тага, да речам, една немоќ. Менталитетот е стигматизирачки кон ЛГБТ луѓето и луѓето оттаму се плашат да излезат и да зборуваат за тоа. Затоа што можат да изгубат работа, може да го изгубат семејството, пријателите и да бидат осудени од најблиската околина. Дискриминацијата ја имаме, но не ја чувствуваме, можеби заради тоа што сметаме дека тоа генерациите наназад го трпеле, нивните мајки, односно нашите мајки, нивните мајки и се наназад од каменото време. Политичарите се вадат, условно кажано, на тоа дека не им доаѓа одоздола барање за соодветни промени. Нема одоздола манифестирана потреба или интерес, што е апсурд кога гледаме кои се жртвите на овие видови на дискриминација. Тоа се луѓе кои што или се потполно маргинализирани, или можеме да очекуваме дека ќе бидат жртви на многу големо насилство, доколку самостојно се обидат да ги одбранат своите интереси. Кога нешто не ни е познато, ние не сакаме да влеземе во тоа, се плашиме и реагираме. Реагираме со напад или со одбрана или со бегање. Во случајот кога она што не плаши е послабо од нас, ние многу слободно напаѓаме или резигнираме. Токму затоа ги отстрануваме тие луѓе на маргините на општеството, за да не ни се мешаат во нашето, во она што ни е познато, во она каде што сме комотни. Решив да се изборам до крај. Сум спремен дури да поварам ревизија на регистрацијата на фирмата. Сите мерки ќе ги преземам. Значи, мислам дека секој треба во моментот кога ќе осети дека се прави некоја неправда на било кого, па дури и на наш непријател, да речам, треба да се побуниме, да реагираме. Ако се има предвид нултата точка од која што е тргнато, може да се
речи дека не е направено малку. Почнало да се зборува за дискриминацијата, почнало да се зборува за основи на дискриминација, почнале да се подготвуваат одредени законски решенија. Последниве години почнавме отворено да збориме, значи така те нативка да кажам дискриминација, а конкретно многу, дека најчесто ние што се наоѓаат во позиција да ја чувствуваат непосредно знаат колку е таа проблематична. И може да кажеме има една позитивна клима каде што почнуваме да разговараме, да размислуваме гласно, меѓутоа малце преспоро се тоа. Луѓето се отвараат, можеби не јавно во медиуми, меѓутоа пред своите најблиски. Тоа е најдобриот начин за менување на менталитетот. Кога некој близок, кој го знаеш, го сакаш и го почитуваш цел твој живот, ти каже дека е со поинаква сексуална ориентација твојата, да можеш да го прифатиш. Тој страв може да се надмини само со запознавање. Значи, непознатото се победува со запознавање, со контакти, со комуникација, со слушање, гледање и знаење за животите на останатите луѓе и за нивната евентуална опасност кон нас. Сите треба да работиме на тоа, значи не може да стане збор дека некој во државата треба да е одговорен, значи мора да почнеме од себе и околу себе, за да сватиме дека поинаквото нема ништо да ни одземе, нема да не осиромаши, туку напротив, ќе не збогати. Некако ова хипокризија како да не стави повеќе слојна, значи не знам, распространете на сите нивоа, секој се доживува од своја, го нуди практично одредени решенија, мито се на ниво на декларација, на празни зборови. Дефинитивно мора да се работи на подигање на свеста на луѓето, и тоа не обично подигање на свеста за дискриминацијата и за проблемот на дискриминација, туку развивање на перцептори. Значи, едноставно луѓето да можат да ја детектираат дискриминацијата врз различни основи кога ќе ја видат. И да сакаме самите да правиме промени во себе, да правиме промени околу себе и да ги почитуваме и да ги ставиме во функција законите. Правата на тој човек се и наши права, значи заеднички права имаме ние. Без разлика ромче, македонче, облечено, необлечено, голо, босо, се едно. Значи нивните права се сите исти. Моите права не се безгранични. Тоа значи дека моите права завршуваат онамо каде што започнуваат правата на другиот.